Се слушаме, така? Добар ден и од мене на почетокот на овој панел. Дали ги исполнивме ветувањата за борба против корупцијата, многу говорници, лимитирано време и во интерес на динамиката на панелот предлагам на почеток да видиме едно видео снимено во така наречениот лавиринт на корупцијата. Ќе замолам мојата колешка од НЦМС, Снежана Камиловска-Трповска, во 2-3 реченици да објасни што е лавиринтот на корупцијата пред да го видиме видеото. Добар ден и од мене. Се надевам дека сите вие или барем поголемиот дел од вас успеавте и денес да поминете низ лавиринтот на корупцијата. Тој е една символика на секојдневието со кој што се случуваат граѓаните, поврзани со конкретни примери за корупција и на еден едукативен начин заеднички да настапиме во таа борба, бидејќи како што знаете и самата програма се вика Граѓаните против корупцијата и целта е не само ние што сме денеска тука собрани, туку буквално граѓаните на оваа држава заеднички да се бориме со корупцијата, а лавиринтот е само една символика на тоа со што се соочуваме секојдневно во овие примери. Инаку Жане е координатор на програмата Граѓаните против корупцијата, затоа и ја замолив да ни го објасни овој потфат. Сега предлагам да го видиме видеото, па ќе продолжиме со панелот. Зашто ако сакаме да зборуваме искрено, младите ги напуштаат оваа држава. Не заради други причини, туку заради тоа што нема перспектива, нема правда, нема мир, нема нешто што ќе им даде болја достан во таа држава и кој нешто ќе ги гарантира нивните можности и перспективи во иднина. Моето прашање е за кога би прекинала корупцијата во образовниот систем? Зошто голем дел од случаевите на антикорупцијска не завршуваат во судски пресуди? Кога предметите ќе излезат од фиока, например, тие застарените предмети? Значи тоа е вградено во нашиот менталитет, корупција. Ја би сакал да прашам дали знаеше нешто че тргне од нулта точка, па тоа сега сме во минус влезе точка. И дали моопшто че тргни на кај нека држава и само што дозволува да се заминува младината поради рачното што е крената во 50-та година. Таа нулта точка од што зависи? Од сите нас зависи, види, али мора на повисоко ниво, значи влада, функционери, антикорупцијски системи што и да почне да функционира. Не само на усмено и пред изборни кампањи. Само електронски системи, за да ги спречиме да даваат лика или не знам што, туку да преку системот се гледа, никој не може да забуши, никој не може да стави нов превод, само електронски системи. Да видам, да, окей. Благодарам. Нулта точка, вице-премиерке Грковска. Тоа некако мислам дека ми остави најголем впечаток од ова, се разбира, сите изјави и прашања се вредни за внимание. Вашата позиција денеска е најтешка на овој панел, бидејќи, да не се повторувам, извештајот на Европската комисија констатира дека нема прогрес. Ако пишуваше веројатно дека има назадување, тогаш ќе се доведеше во прашање пристапниот процес, па некој реши можеби да остане само на тоа дека нема прогрес. Не ви е лесна ситуацијата. Прашањето е дали ги исполнивме ветувањата. Веројатно е лесно да се одговори дека е не,
за вас е повеќе зошто не ги исполнивме ветувањата во борбата против корупцијата? Повелете. Добро, благодарам. Да ве поздравам сите присутни и сакам да ви се заблагодарам за волкавиот интерес за овој панел, заради тоа што ова е тема која што не засега сите како граѓани, без разлика на која позиција сме, и сите ние, сум убедена, во најголемиот дел од нас сакаме да видиме прогрес на ова поле. Дали ги исполнивме ветувањата за борба против корупција? Ако можам да одговорам кратко, тогаш ќе одговорам со и да и не. Зошто? Затоа што секогаш тргнувам од потребата, одговорноста да се индивидуализира, а не да се генерализира. Заради тоа што ние сепак имаме професионалци кои што добро си работат својата работа. Прашањето е како системот да не се солидаризира, туку да ги исфрли и самиот да ги отстранува и да ги пријавува и да ги категоризира оние во секоја професија која што во суштина оставаат дамка на одредени структури, институции и организации. Без оглед на сите негативни признаци кога гледаме секогаш кога станува збор за корупцијата и на атмосферата на критики на која што јас се приклучувам и ја поддржувам, морам да кажам дека сум задоволна од зголемувањето на транспарентноста и на притисокот на јавноста, заради тоа што тоа е еден од најдобрите начини за вршење контрола врз институциите, врз нивната ефикасност и начинот на функционирање. Заради тоа како кабинет многу посветивме активности за зајакнување на транспарентноста на институциите. Сега, од една страна може би ова звучи чудно, ова го зборувам веќе повеќе од една година, меѓутоа мене ме радува фактот, прво како граѓанин, а потоа како вице-премиер за политики за добро владење, е тоа што граѓаните се чувствуваат слободни, отворено да зборуваат, отворено да реагираат кога на негативни појави и благодарение на чувството на таква слобода да реагираат отворено, притисокот кон институциите за превземање на итни мерки за санкционирање на вакви прашања е поголем. Сакам да кажам дека да укажам на тоа дека повторно дека не се согласувам сите да бидеме ставени во ист кош. Заради тоа што има институции, има индивидуи кои што навистина професионално си ја вршат работата. Јас ќе истакнам тука соработката со Државниот завод за ревизија. Тука е директорот на оваа институција која по својата законска надлежност представува значајна алка во ланецот на институции надлежни за спречување на корупцијата и од оние кои што законито и професионално со своето законито и професионално работење помагаат да добиеме јасна слика за слабостите во системот, точките на ризик, но и наоди за основни сомнежи за кривични дела. И заради тоа таа соработка со кабинетот е многу секојдневна и врз основа на многу наоди од Државниот завод за ревизија ние сме предложиле мерки до владата која што владата ги прифатила, институциите се задолжени со рокови за постапување. Меѓутоа, факт е дека ги немаме резултатите кои што сите ние би сакале да ги имаме. Факт е дека се уште генералното мнение е дека корупцијата е расширена, дека едноставно е невозможно да завршиш било која работа без при тоа да не побараш популарно да го наречеме помош од пријател, или пак да пребегнеш кон нешто друго за да можеш да завршиш работа. И за тоа се одговорни, морам да кажам, прво оние кои што ги раководат институциите, политичарите, и тоа го кажувам секогаш, прво политичарите треба да бидат пример за тоа како треба да се однесува со интегритет и професионално, некој што
една позиција да раководи одредена институција, а потоа таков систем на одговорност да се гледа и понатаму. Затоа се потребни силни и отчетни институции кои што на транспарентен начин ќе вршат својата функција и со самото тоа ќе стануваат поефикасни. Меѓутоа, потребно е да се справиме и со неказнивоста и со проблекувањето на најштетните поединци во општеството, низ дупките на системот кои се подмачкуваат, така да наречам, со моќ и со влијание. Мора да признаеме дека нам не се потребни вредностни поместувања, кои секако се поврзани со градењето на посилни институции за справување со корупцијата, но тука доаѓаме до задачата за сите. Ние некако во овој период на транзиција од 30 на години соочени со сите можни кризи, промени во општествениот систем, геополитички случувања, војни во регионот, блокади и од економски и од политички аспект, некако попат ги изгубивме вистинските и базичните вредности врз основа на кое едно општество треба да функционира. И затоа веќе ги правиме подготовките да упатиме апел и да организираме средба со претседателите на партиите, заради тоа што за мене како учесник во политиката од 1991 година е неприфатливо после 30 на години независност да немаме претседатели на партии кои што ја немаат потребната зрелост да седнат и да се договорат за прашања за кои што неминовно во општеството мора да има консензус без разлика на тоа која партија е на власт. И јас сум убедена дека тоа, ако има волја, може лесно да се направи. Заради тоа што има политики кои што неминовно мора да бидат имплементирани во континуитет. Тоа не се само политички прашања од типот на исполнување на националните интереси, како што беше за членувањето во НАТО или сега пристапувањето на Европската унија, меѓутоа прашање од типот кои образовни политики и какво образование ни е потребно. Ние не можеме да се дозволиме, например, пречесто менување на министри да ни представува менување во политиката. Што е тоа што мора да се направи за да добиеме ефикасна борба против корупцијата? Кои се тие политики? Сите да стојат за тоа. Има доволно прашања за кои што може да бидеме различни заради нашите идеологии. Меѓутоа граѓаните имаат потреба да видат дека може да веруваат на партиите, преку тоа и на институциите на системот кои што ќе ги водат, и дека тоа не ќе биде во функција на граѓаните, а не во функција на одредени лични интереси. Може ли пред да продолжите да прашам нешто? Го слушнав шефот на државата пред малку одговарајќи на новинарски прашања поврзани со темата на денешниот форум. Во еден момент се повика на последното интервју на холандскиот амбасадор и тоа во делот во кој што беше прашан за тоа што според него наидно треба да се смени. Тој вели менталитетот. Сега ќе му украдам една теза од неформален разговор што водевме пред неколку минути на директорот, односно на главниот државен ревизор Максим Ацевски околу менталитетот. Вели, постојано фокусот ни е на тоа како функционира обвинителство, како функционира судство, како функционираат другите институции во ланецот на борба против корупцијата, но што е со менталитетот пред се на политичарите? Менталитетот на политичките елити. Зошто се прибегнува кога ќе се седне на фотелијата, зошто се прибегнува кон корупција? Значи, пак да не генерализираме, нели? Секој со индивидуалната одговорност. Меѓутоа, менталитет, тоа сме го зборували со директорот многу пати, меѓутоа сум го зборувала и во јавност. Сите мерки кои што се превзема, дали е законодавната, извршната или судската власт, треба да водат кон менување на менталитетот. И затоа векам, прво политичарите треба да бидат пример, за потоа
тоа да се прелева и кон останатите во цело општество. Вие ако видите неказнивост и дека правосудството не функционира, туку му зависи од тоа дали е некој бил политичар, бивш политичар или сегашен политичар, и наместо да одлучува врз основа на аргументи, туку одлучува врз основа за кое лице станува збор, се разбира дека тоа е лоша порака за граѓаните како треба да се однесуваат. Заради тоа што, ова сум го кажувала многу пати, човечки е некој да рече, кога може тој, зашто не и јас. Тоа е најлошата порака што таквото однесување ја има како последица. Зошто е така? Заради неказнивост. Заради тоа што, за жал, ние до сега не сме направиле механизам кој што брзо ќе ги санкционира оние, не мора да се само политичари, него генерално оние кои што го злоупотребуваат системот. И во недостаток на таква неказнивост дојдовме до ситуација да имаме една масовна и широка перцепција за корупција, дека секој прави се што сака, без да има чувство дека може да биде одговорен за тоа. Благодарам за овој дел од панелот. Сега ќе одиме на председателката на се уште актуелната Државна комисија за спречување на корупцијата, бидејќи полека им се ближи крајот на мандатот. Вие сте секако овде. Идејата е потоа да отвориме дебата и да одговорите и на некаков коментар или прашање од другите присутни. Председателке, вчера имаше ново, не знам кој е вистинскиот термин, именување, ставање на лице од земјава на американската црна листа. Колку мина од тие што сега во последниве месеци се ставени биле ваши клиенти? Благодарам за воведот. Па сите што биле на некоја избрана функција, фактички биле предмет на наша работа и се ставени на црната листа. И тоа, пак ќе кажам, ова се предмети од 2019 кои што ние сме ги работеле и за поранешниот вице-премиер Коча Ангјушев, за кој што сме констатирале дека бил во состојба на судирни интереси, заради тоа што учествувал во донесувањето и во расправата на одлуката за намалување на царината за литиумските батерии од 15 на 0%, а при тоа неговата фирма се бави со увоз на овие литиумски батерии. Тоа го предочивме, дадовме иницијатива за одговорност во владата за негово разрешување. Во предвидениот законски рок владата не извести дека тоа не е состојба на судирни интереси. Тој понатаму не продолжи да биде дел од техничката влада, меѓутоа владата не си призна дека некој од членовите на владата се нашле во судирни интереси. Исто како што не си призна ниту за други советници кои што беа во тој период, за кои што ги истакнавме, значи добиваме одговор, лицето не било во судирни интереси. Сега, ако имаме посебна институција која што се бави со судирни интереси, тогаш треба, нели, да се почитува надлежноста на таа институција и одлуките што ги носи. Дотолку повеќе што и претходните говорници, мислам дека господинот Кржаловски кажа дека повтори уште еднаш дека останува препораката на Греко за санкционирање на судирот на интереси, што значи дека многу треба внимателно да се управува со судирот на интереси. Ние државме посебна работилница во владата, почетокот на оваа влада некаде во 21-ва, мислам дека беше или 22-ра година кога беше таа работилница, и замислете, од целата влада дојдоа 5 министри. Значи, толку е нивната заинтересираност за да слушнат како да менаџираат со судирот на интереси. Инаку, апропо вашето прашање, што им се случува на политичарите кога ќе седнат на функција и зашто, нели, се бават со корупција, дојдов на идеја да споменам уште еднашка дека пред повеќе од 4 години во оваа иста просторија официјално започнавме со подготовка на Националната стратегија за борба против корупција. Наш посебен гостин тогаш беше докторот Методија Чепреганов, сега покоен, кој што го детектираше наодот на општеството. И тој кажа дека ние фактички живееме во едно незрело, нематурирано општество.
И уште повеќе повтори дека сите оние луѓе кои што имаат страст за слава, мок и пари, всушност немаат емоционална интелигенција. Значи, немаат интегритет и немаат знаење како повисоки психолошки функции, што ги доведува да во себе да поттикнуваат омраза, злоба, завист и така натаму. Мислам дека во основа тоа е диагнозата зошто ова ни се случува. Затоа што уште имаме недоволно интегритет ниту во носители на функции, ниту во политички партии, ниту и кај граѓаните исто така треба свеста да расте. Она што ме израдува од извештајот што го презентираше колегата Кршаловски е дека вербата на граѓаните дека може нешто да се смени расте, заложбите нивни, односно отпорот да пружат отпор кон корупцијата и тоа се зголемува, а и да не бидам нескромна, ми пријаше кога видов дека довербата во нашата институција така речи се дуплирала, што значи оној дел од превентивната улога на институцијата во голема мера и сме го исполнили. Она што сакам да го потенцирам на овој форум денеска, бидејќи нели ова е отворен форум и треба отворено да зборуваме, да кажам дали се исполнија ветувањето. Значи во неспорно во сите извештаи мислам дека е тоа и некаква мнозинска перцепција и став е дека и ДКСК и Државниот завод за ревизија си ја вршат својата работа, сте пофалени на многу нивоа и дома и надвор. И се разбира, ако останеме во рамките на тоа што биле ваши задолжени и одговорности, вие сигурно кога ќе ви го поставиме прашањето дали ги исполнивме ветувањата во борбата против корупцијата, од ваш аспект сигурно сте во позиција да кажете да. Но секогаш нели виси прашањето зошто после вас другите не продолжија за тоа да заврши со санкција, со укор, со казна, со затвори и така натаму. Токму така, меѓутоа ќе кажам како институција ние не сме давале ветувања, значи ние имаме обврска да извршиме законски надлежности. Значи ние како институција не сме излегле пред народ, пред избори, па да речеме нашите ветувања се следни. Значи ние мораме да го завршиме тоа што ни е пропишано во законот. Само би сакала да кажам како почнавме во таа 2019 година кога се донесе новиот закон за спречување на корупција и судирани интереси, која имаше една позитивна еуфорија во државата дека се сака нешто да се промени, која се промовираше за прв пат транспарентниот начин на избор на комисијата. Ја започнавме нашата работа во комисијата, каде што затекнавме околу 20 вработени, а сега ќе оставиме повеќе од 50. Буџетот со кој што располагаше институцијата тогаш беше некаде околу 30 до 35 милиони. За оваа година ние ќе завршиме со буџет повеќе од 60, некаде околу 65 милиони. Условите, работни простори, човечки ресурси и така натаму беа на многу ниско ниво. Сите знаете дека во тоа време имаше добиено опрема од ИПА проект која што не можевме да инсталираме поради тоа што имавме несоодветни работни услови. Меѓутоа сега можеме да кажеме дека сме во одлични работни услови. Но како дојдовме до тоа? Значи, дали колку од нашето време потрошивме за да ги обезбедиме овие ресурси? Сметам дека ако на некоја институција и се даваат законски надлежности и се зголемуваат законските надлежности со новиот закон за спречување на корупција и судирни интереси, државата требаше да има поголем сенс да ги обезбеди овие услови час поскоро. Ние пола мандат го поминавме во исти услови. Меѓутоа, во меѓувреме испорачавме многу поразлични резултати. И тоа мислите дека беше намерно одолговлекување или беше резултат на објективни околности? Мислам дека јас сакам да верувам дека било објективно, меѓутоа ако ги земеме аргументите како се случува, на некој начин и тоа е притисок врз работата. Ајде да се вратиме назад. Значи беа определени ни простори каде што ние требаше да се преселиме. До крајот на 2019, значи така речи скоро цела година помина во не знам колку бројни состаноци за ние да се преселиме во тие услови. Со сите
институции, бидејќи таму требаше и финансова полиција да се пресели, службен вестник, Созар и така натаму, да не ја ширам приказката, многу време потрошивме да дојдеме до тие простори. На почеток на 2020 не затеси пандемија. Што значи дека парите што беа за просториите се пренаменија нормално за пандемијата. Добро, во меѓувреме, бидејќи на глава ни висеше Европската комисија и неинсталираната опрема, најдовме на некој начин решение да ги преадаптираме просториите каде што сме. И добро, направивме и проект, и дозвола добивме од Општина Центар и така натаму, дојдовме веќе скоро до крајот на годината, кога веќе во 2020, некдека, мислам дека беше околу декември месец, Министерството за политички систем ги добива нашите простори каде што ние требаше да бидеме сместени. И тоа беше за нас шокантно. Значи, дека владата, едноставно свативме дека владата само декларативно се залага да ни помогне и да ни обезбеди некакви услови и да биде неодговорна пред Европската комисија, бидејќи Европската комисија постоеше опасност државата да ги врати парите за опрема. Колку што кошта, тоа беше негде околу 600 милиони евра. Значи имаше високи ризици. 600.000 евра. Да, 600.000 евра, се извинам. И тука што се случи во тој меѓупериод, паралелно со овие простори, ние подготвивме и годишен извештај за работата во 2019 година, кој што Собранието некако го одложуваше неговото донесување. Подготвивме и национална стратегија за борба против корупција, која што исто така некако не се разгледуваше во Собранието. Тоа се притисоци на некој начин, можам да речам слободно, некакво суптилно влијание врз нашата работа. Меѓутоа, повеќе загрижени во тој период беа меѓународните фактори, отколку домашните фактори. Ова слободно можам да го кажам, затоа што притисокот од меѓународниот фактор, постојаниот притисок, дури јас тогаш во тоа време имав на неделна основа со сите европски амбасадори, Зум средба, Зум состаноци, и тие ми поставуваа прашања и морав да одговорам до кај сме, како сме, што сме и дали нешто се помрднало назад. Така во тој период во 2021 од почетокот почна да се разговара за националната стратегија, за извештајот, во Собранието се ставија на дневен ред и се пронајдоа просториите кои што патем речено и претходно биле, тие не се изградија во таа година, значи си постоеле претходно. И така ние дури во јуни 21 се преселивме, а тоа се 2,5 години после нашата работа. Значи тоа е период. Тоа време можело да се искористи за многу подобри работи. Од друга страна, ако се сеќавате, имаше проект од USAID кој што требаше да не подржи за да го имаме софтверот кој што мачиме да го пуштиме веќе во употреба. Но што се случи? Услов беше владата да ни обезбеди простори за да можеме серверите да ги ставиме и човечки ресурси кои што не се обезбедија и проектот се повлече. Замислете што ќе беше, колку ќе беше олесната работата на институцијата ако тој софтвер во текот на 2020 профункционира. Не профункционира, почнавме да се бориме тука како да купиме софтвер, немаше пари, па се најде чаре некако преку проект од Европската комисија, преку ИПА проект, да се подготвува софтверот. Од 21 август месец се подготвува софтверот, од минатата година е веќе готов и во тест период, меѓутоа секогаш има нешто, плюс тоа ангажираните лица не се тие по договор со нас, па да брзат, тие се ангажирани во цела држава и можат некако, не знам, можеби полагодно да се однесуваат, како и да е, немаат стрикни рокови. Но, се договоривме веќе од 1 јануари и тој софтвер да профункционира. Сега, на кој начин гледам дали се исполниле и ветувањата? Значи да дефинираме дека поддршката беше повеќе декларативна отколку што вистинска. Зошто го велам тоа? Затоа што ако видиме кои беа резултатите од работа, односно први да кажеме кои фактори за корупција ги констатиравме во националната стратегија. Силно политичко влијание. Значи тоа не спласна. Понатамо, низок степен на интегритет, заеднички именител на сите девијантни однесувања, понатамо злоупотреба на дискреционите овластувања, недоволна транспарентност, понатамо неказнивоста, што сите ја спомнуваме дека ни пречи и така натаму, што значи факторите за корупција се остануваат и понатаму.
Кои се резултатите од нашата работа? Еве како почнавме. Сите знаете дека на почеток започнавме со некаде околу 20 на предмети поврзани со непотизам. Да, добро, јас за да оставам повеќе време. Значи, откривме на кој начин се вработувале блиските лица. Упативме иницијативи до институции кои што ги именувале директорите, односно до управни и надзорни одбори кои што ги именувале тие директорите да утврдат одговорност кај нив. Ниту еден не утврди одговорност. Ниту еден. Што кажува тоа? Каква е сликата? Понатаму. Изработивме анализа за злоупотреба на дискреционите овластувања со помош на Transparency International, со помош на Холандска амбасада. Од таа анализа произлегува повеќе од 40 препораки. Главните препораки беа донесување на закон за административни службеници, закон за вработени во јавен сектор, закон за висока раководна структура и така натаму. Тие закони се уште не се донесени. Можете да претпоставите зошто? Затоа што не може да се договорат партнерите кој како треба да ги дели местата, кој како треба да влие. Значи ова го кажувам одговорно, пренесено од поранешни министри во ресорот на МИО. Понатаму, иницијативите кои што сме ги доставиле, конкретно ве до владата. Ја спомнавме иницијативата за Кочо Ангјушев. Ја спомнав претходно иницијативата за Даниел Димевски, кој беше специјален советник на премиерот за спорт и слуша дека ќе се јавното предпријатие ќе продава, не знам, ќе оттуѓува или ќе дава под концесија некаков свој имот со кој што располага, за 2 недели да биде тој првиот кој што ќе се јави да го купи тој имот, да располага со него. Понатаму, дадовме иницијативи, односно кажавме за Куштрим Рамадани, владата тогаш ни се спротивстави и кажа дека Куштрим Рамадани е голем специјалист и тој мора да биде директор на МЕПСО. Ние тоа не го споривме, меѓутоа не се испочитува делот од законот каде што вели дека треба да има ладење во струката. Не помина кратко време, Куштрим Рамадани, стручњакот, падна на партиските пазарења. Значи, сакам да кажам. Понатаму, иницијатива за Бујар Османи, како го злоупотреби и собственото службеното возило за да отиде на во партиски штаб за време на избори и да дава изјави за службени цели, за односите со Бугарија. Злоупотребата на Артан Груби за одржување на партиски средби на неговиот лидер во службени простори. Понатаму, за директорот на градежниот инспекторат на Македонија, кој што наместо да ги спречува дивоградбите, во имотниот лист, во анкетниот лист не ги пријавил оние дивоградби кои што ги стекнал, како што сам кажа, со размена на возила, бидејќи тргувал со возила. И така натаму. Владата не се покажа ни домакин да испочитува нашата одлука за комплексот Градиште, каде што докажавме дека тој комплекс е даден уште во 1997 година на користење на фирма која што тогаш била во државна собственост. Меѓутоа, во меѓувреме таа се приватизирала и сега без никаков надомест фирмата си работи, си заработува, си дава на закуп, на подзакуп и така натаму, државата нема никакова фајде од тоа државно земјиште. И има и безброј други примери, да не го спомнувам случајот за Наумче Мојсовски, за кој што владата почитува презумција на невиност, иако ние не му спориме, ние не викаме, не одлучуваме дали тој крадел или не крадел, него ние кажуваме дека тој не успеал да воспостави силен контролен систем и да работи совесно во институцијата. И тоа предизвикува злоупотреби. Тоа го констатиравме ние, тоа го констатира ДЗР. Тоа за владата е недоволно. Може нешто да оставите за подоцна, заокружете го овој сегмент. Не слободно заокружете го овој сегмент. Не, добро, еве, да кажам уште дека ја подготвуваме иницијативата и за директорот за филм, кој што исто така констатиравме и ние и Државниот завод за ревизија, дека има несовесно работење и неговите извештаи не се во согласност, неговите финансиски трансакции не се во согласност со законската регулатива, така што списокот е навистина долг и ајде ќе отстапам време. Благодарам. Не, мислам дека заради динамика Грковска Грковска ве молам за коментар на ова што го чувме и например последно е актуелна иницијативата за разрешување на директорот од Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам. Му најдоа 2 непријавени стана и автомобил. Доскоро немавте постапено.
Значи вака, да знаев дека ќе давам извештај за нашето работење, ќе дојдете јас со извештајот и точка по точка ќе кажам се што сме направиле како кабинет. Ние немаме на располагање ни 20 души, па да прогресираат до 50 како сега. Ние немаме никаков буџет, па да ни прогресира и да го зголемиме сега во криза на 65 милиони. И самиот факт дека владата излегла, направила политика и за зголемување на вработувањата во ДКСК и за зголемување на буџетот на ДКСК, го кажува фактот дека ја има поддршката за активностите на Државната комисија за спречување на корупцијата. Јас можам да зборувам само за последните помалку од 2 години откако сум на оваа позиција. Тука има примери од претходно, изборувам секогаш за индивидуална одговорност и можам да го кажам во делот на предмети по кои што ние сме постапувале. Беа тука отворени, прво да кажам за сите дописи со доказ, со аргументи кои што сме ги добиле не само од Државната комисија за спречување на корупцијата, од граѓански организации, од граѓани, од медиуми, сме постапувале за сите и за сите има опомена. Без разлика што, например, барањето или реакцијата на Државната комисија за спречување на корупцијата за министерот Бујар Османи и за Насер Нуредини беа речиси 2 години после локалните избори, кога јас ниту постојала оваа позиција, ниту пак јас сум била во владата. И мислам дека ваквите активности би биле со многу поголем ефект ако веднаш кога се случува моментот, значи веднаш за време на локалните избори која злоупотребила службени возила за да присуствуваат на кампања на локалните избори, дека ти имало многу поголем ефект доколку тогаш веднаш се реагирало, а не 2 години подоцна. Меѓутоа, без разлика на се, ние сепак ги разгледавме аргументите и без разлика што се случило пред 2 години, изрековме опомена за двата министри, а исто така и за Артан Груби во неколку наврати. Едната е една или две за службени за злоупотреба на службени возила, а другата за злоупотреба на службени простори за партиски цели. И покрај тоа што сакам да укажам дека бидејќи ние сме нели членови на влада за кои што парламентот е работодавач, јас немам механизам за да го санкционирам Али Ахмети, туку тоа треба да го направи парламентот кој што има свој етички кодекс и кој што треба да му укаже на пратеникот Али Ахмети дека е недозволиво мешање на партиското со државното и дека доколку е партиски состанок, тоа треба да биде во седиште на политичка партија, а никако во седиште на државна институција. Ако е средбата како пратеник, тогаш треба да биде во парламентот или во некоја соодветна институција. Значи и за тоа сме реагирале без разлика на тоа дали е за било кој од член на владата. За останатите, врз основа на се заради тоа што се врзани со обвиненија, ние сме ги проследиле, одредени сме проследиле до обвинителство. Ја чекаме од таму постапката, не сме поштедиле никого. Кога станува збор за директорот за агенција за филм, на моје инсистирање не беше избран и владата го прифати, не беше избран за директор на агенцијата кога беше распишан претходниот конкурс и кога беше предложен. Токму заради тоа што ги следиме извештаите на Државниот завод за ревизија и сметав и кажав тогаш на владата дека нема да застанам за тоа решение за кое што веќе има отворени сомнежи истакнати во извештајот и дека би требало да биде избран. Владата го кажа, меѓутоа за жал подоцна беше избран за ВД. На една од претходните комисии за човечки ресурси и одржив развој, кој што јас ја водам, го разгледувавме извештајот за работењето на агенцијата за филм. Само да кажам дека во меѓувреме веќе испративме документи и материјали кои што ние до нас беа доставени од граѓани,
а кои што се однесуваат не само на Агенцијата за филм, тука и за други лица кои што се инволвирани, нема да ги спомнувам заради тоа што сепак нели тоа е работа на обвинителството. Значи уште пред неколку месеци имаме доставено прилично обемна документација до обвинителството, очекуваме обвинителството да си ја заврши работата, а тоа што е во доменот на наш, ние дадовме негативно мислење за извештајот на Агенцијата за филм на една од претходните седници на Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој и генералниот секретаријат заклучивме дека треба да добие обврска итно да распише оглас за директор, заради тоа што недозволиво е да не постапи по претходниот заклучок кога беше кога го имавме истиот заклучок. Сакам да кажам дека кога зборуваме за интегритет, ние оваа година, бидејќи сме задолжени за следење на етичкиот кодекс за избрани и именувани лица од страна на владата, минатата година направивме околу 150 обуки за тоа што значи интегритет и кои се механизмите на етичкиот кодекс, што е треба, како треба да изгледа функционер со интегритет. Оваа година тоа се преку 250 обуки веќе за сите избрани и именувани лица од страна на владата и сакам да кажам дека е тоа процес. Ние ги гледаме промените, не е тоа видливо за јавноста, заради тоа што многу функционери се уваат и прашуваат кога имаат дилема да не направат нешто што е спротивно на кодексот, затоа што верувајте на никого нема е пријатно, затоа велам дека јавноста ни е партнер, медиумите и граѓанскиот сектор ни се партнер, заради тоа што на никого не е пријатно кога во јавност ќе се покаже со прст на некого дека го прекршил кодексот и покрај тоа што е кодексот е морални и етички правила, нема санкции, не е закон за кој што може да изречеме санкции, а бидејќи станува недоволен, веќе изготвивме готово ни е драфт решение кој што ги врзуваме механизмите од кодексот со законски решенија кои што ќе ни овозможат да изрекуваме и повеќе санкции освен опомена или разрешување. Добро, само кратко Ивановска и продолжувам. Повелете. Ајде. Според сознанието кои што ги имам, кон крајот на август или почетокот на септември, владата донела одлука за распишување на конкурс за директорот за Агенцијата за филм. Зашто се уште не е реализирана таа одлука, односно конкурсот не е распишан? Тоа е прво прашање. И второ прашање, имаше едно време алатка за транспарентност, ја водеше министерот без ресор Роберт Поповски и тогаш бидејќи таа алатка разбрав дека се уште функционира, ама не се полни со податоци, меѓутоа едно време се полнеше со податоци и секој имаше обврска да каже зашто трошел пари, колку за репрезентација, колку за ова, колку за ова. И таа алатка замре. Она што беше отворени финанси, многу позитивна алатка која што возможуваше да видим да има населението увид за што се трошат буџетските пари и таа секако да ги подзаскрива информациите, односно не ги дава онака јасно како што започна. Транспарентноста се согласувам дека се зголеми и тоа е најпозитивното нешто што може, меѓутоа зашто во последно време се намалува? Добро, јас малку го испуштив панелот од аспект на време, ве молам сите се простете, да. Морам на влада, да. Добро, ќе одите на влада. Кратко само, ве молам, 3 реченици. Да, еве, денеска ќе отвориме прашањето, заради тоа што јас минатата недела бев на пат, па тоа не беше можно. За околу огласот за Агенцијата за филм и постапувањето по заклучокот на Комисијата за човечки ресурси и одржлив развој. Тоа е едно, околу алатката што се однесува до кабинетот, ние редовно ги даваме нашите извештаи, одговорноста за постапување на алатката е на друг дел од владата и што беше третото прашање? А за транспарентноста, кога станува збор за транспарентноста, тоа што е во ингеренција на кабинетот, ние во соработка со Центарот за управување со промени и со Агенцијата за слободен пристап на информација од јавен карактер, направивме едно упатство на кое што претходеше, испративме прво
задолжение до сите институции да ни дадат информација кои се најчесто бараните информации од граѓаните во последните 2 години. И собравме како кабинет една документација од околу 100 страни, што заедно со Центарот за управување промени и Агенцијата за слободен пристап на информација од јавен карактер ја обработивме, ја направивме како упатство и врз основа на тоа упатство сакам да кажам дека добивме позитивно мислење од сите институции, ги задолживме институциите тие информации и податоци да ги објавуваат редовно и таа динамика Агенцијата за слободен пристап на информација ја следи, заради тоа што тие се обврзани за исполнување на членот 10. Меѓутоа, сакам да кажам дека во овој процес на дигитализација ова е некоја меѓумерка за институциите да се научат да бидат проактивно транспарентни. Односно да ги навикнеме дека податоците и информациите кои што институциите ги продуцираат им припаѓаат на граѓаните, а не на институциите. И тоа оди во насока на тоа како се менува мајндсетот. Мајндсетот или се менува преку ваква динамика, преку политики кои што ќе динамизираат и ќе потикнуваат такво однесување, и за жал преку казнивост. Ако некој не си е исполнил врската, да биде јасна одговорноста што ќе ја сноси и тука да нема пристрасност, да нема за кого станува збор, него подеднакво законот да функционира за сите. Ние со тоа имаме најголем проблем. Благодарам. Добро, благодарам. Главниот државен ревизор Максим Ацевски, како вие одговарате на прашањето дали ги исполнивме ветувањата во борбата против корупцијата, повелете. И благодарам за трпението. Благодарам и вам. Државниот завод за ревизија како врховна ревизорска институција во нашата држава, заедно со Државната комисија за спречување на корупција, во суштина представуваат две светли точки во извештајот на Европската комисија и тоа во суштина представува степен на задоволство и на сите вработени во Државниот завод за ревизија и мене како менеджмент за она што сме го постигнале, бидејќи во континуитет последните 4 години имаме позитивни оценки за нашето работење. Ова година во суштина е кулминација на она што значи одличен пет на нашето работење и навистина ми представува чест и задоволство да бидам менаџер на прекрасни вработени кои што во суштина имаат свој интегритет, своје знаење и своје вештини. Да истакнам дека во последната година, заедно со колегите од Државната комисија за спречување на корупција, преку програмата за развој на Америка, на Соединените американски држави, учествувавме во едукација на нашите вработени, каде што 125 вработени стекнати со сертификат за управување со ризици од корупција, 101 вработен со Државниот завод за ревизија, што укажува дека 99% од вработените во Државниот завод за ревизија се стекнати со сертификат за управување со ризик од корупција и дека во овој период 18 вработени од тие 101 се во фаза на сертификација за обучувачи на идните генерации и на останатите вработени во јавниот сектор. Како ние, како Државен завод за ревизија, се справуваме со, да кажам, несоодветното или нетранспарентното или незаконското работење во институциите и субјекти предмет на ревизија, покажуваат годишните извештаи за работењето на Државниот завод за ревизија. Ако погледнете годишниот извештај за работа за 2020 година, ако погледнете годишниот извештај за работа за 2021 година, каде што на страна 75, 76 и 77, веќе напамет ги знаме само страните од годишниот извештај, денеска се отвори прашањето за коридорот Кичево-Охрид. Ние веќе во 2021 година таа крива на виадукт ја покажавме, каде што во суштина од 2013 година е започнат изградбата на автоподот Кичево-Охрид. Известивме и тогаш не само за автоподот, известивме и за клиничката болница во Штип, која што за жал во 2023 година имаме раскинување на договорот за болницата. Известивме за изградбата на железничката пруга, ги дадовме ефектите од таквото постапување, каде што за тие 10 проекти имаме потрошено 57 милиона евра, од кои 17 милиона евра се на име казнени пенали за неповлечени кредитни транши и така натаму, што укажува дека ние сме богата држава, кога имаме можности да плаќаме казнени пенали за нешто што не сме го искористили. Ако го погледнете извештајот на Државниот завод за ревизија за буџетот на државата за 2022 година,
во самиот извештај има еден преглед во кој што укажува на вкупно 16 субјекти кои што користеле кредити и она што значи неискористени кредитни транши. За тие неискористени транши заклучно со 2023 година до моментот на објавување на извештајот државата платила 26 милиона евра, па еве даночните обврзници и сите граѓани нека размислат дали и како на кој начин треба да се однесуваме, а посебно вработените во единиците за инвестиционите проекти во она што значи градење на нивните капацитети за начинот на управување со овие проекти. Тоа се земени кредити, Тоа се земени стојат на кредити. сметка, не се трошат. Тоа се вака сега. Значи тоа не стојат на сметка, него во суштина вие кога веќе ви се одобрува одредена кредитна транша, ви имате право да ја проверите кредитната транша. Меѓутоа, кредиторите се доволно умни, кажувам со целата моја со целиот мој интегритет, без разлика што некои од меѓународните банкарски институции не им се допаѓа се до тоа, нивото на контролниот систем во тие меѓународни банкарски институции падна толку ниско ниво, што во суштина наместо да помага на државата, нас ни одмага. Свесни се дека одредени проекти не се зрели за инвестиција, свесно одобруваат кредитни транши кои што не можеме да ги повлечеме и свесно државата плаќа на тие банкарски институции казнени пенали. Тоа значи одобрен кредит за одреден проект, проектот не може да се реализира во таква динамика во која што се одобрени, бидејќи имате одредена динамика на повлекување на средства, и тоа значи ако вие не ги повлечете тие средства, банката ве казнува, има казнени пенали, и тие казнени пенали може да го видите на веб страната конечниот ревизорски извештај за буџетот на државата за 2022 година. Вкупниот износ на казнени пенали заклучно за тие 16 институции до 2023 година изнесува 26 милиона евра. Апсолутно. Во соработка со подпредседателот на влада за добро владење, морам да искажам дека имаме прекрасна соработка како Државен завод за ревизија. Сите конечни ревизорски извештаи кои што сметаме дека треба да бидат предмет на посебно разгледување од кабинетот на подпредседателот, без разлика што таквиот конечен ревизорски извештај е доставен на Генералниот секретаријат при владата на Република Северна Македонија, го доставуваме до кабинетот и по овој ревизорски извештај, односно по ревизорскиот извештај за задолжување и за капиталните инвестиции, заедно со подпредседателот на владата, работата не беше ниту едноставна. Морам да кажам дека имавме обструкција одредени министерства, но успеавме да концепираме посебна информација до владата, успеавме да концепираме 17 препораки, во кои што морам да кажам дека владата имаше доблест да се задолжи и самата себе за начинот на следење на одредени капитални инвестиции, се со цел ваквите ризици и ваквите одливање на средства да се спречат во иднина. Исто така морам да кажам, јас морам да искажам жалење за одреден начин на постапување на невладините организации и жалење за начинот на постапување на одредени медиуми, бидејќи според нашите согледувања во листата на засегнати страни, ако можете да видите во слайд-шоуто што се врти ние имаме 1200 засегнати страни, кои што во моментот кога објавуваме одреден конечен ревизорски извештај, известуваме 1200 засегнати страни, во кое што кажуваме дека денес на нашата веб страна или нашата фейсбук страна е објавен одреден конечен ревизорски извештај. Линкот за пристап до конечниот ревизорски извештај е тука, линкот за соопштението за јавност или апстрактот за ревизорски извештај е тука и може да го преземете. За жал, за одредени клучни ревизорски извештаи, кои што сме констатирале енормно незаконско постапување, од одредени медиуми имате само телоп во кое што пишува објавен конечен ревизорски извештај за акционерско друштво тоа и тоа. Дали начинот на известување на таков медиум заслужува за такви средства, кои што се надевам колегата Герман Филков, велам колегата, бидејќи имаме иста цел за заштита на средствата на даночните врзници, заслужува такво внимание, еден таков ревизорски извештај само да помине со телоп, бидејќи имаме 51 телевизија, имаме новински агенции, имаме интернет портали, имаме неделници, имаме кабелски оператори и така натаму, мислам дека не заслужува. Што се случи со конечниот ревизорски извештај за онкологија? Воопшто немаше да биде апсолутно познат во јавноста, ако јавноста не направи притисок
Па потоа сите се сетија дека постои конечен ревизорски извештај, дека Државниот завод за ревизија направил ревизија на клиниката за онкологија, дека тој е веќе објавен, дека тој е објавен во март месец, па за прв пат во историјата на Државниот завод за ревизија, за прв пат во историјата на собранието на нашата држава, да се разгледува одреден конечен ревизорски извештај во рамките на Комисијата за финансирање и буџет, каде што имавме 3-дневна сесија, каде што се донесоа безброј препораки по сугестии на Државниот завод за ревизија, каде што се донесоа препораки заедно со кабинетот на подпредседателот на влада по истиот конечен ревизорски извештај, каде што конечниот ревизорски извештај заедно со доказите кои што го ставивме до анкетната комисија беше оставен услов за разследување. Меѓутоа, требаше да поминат 7 месеци за по притисок од јавноста и невладините организации да тогаш добие назначење самиот конечен ревизорски извештај. Мислам дека треба малку поголемо внимание, искрено да си кажеме, од сите, не се само Државниот завод за ревизија, комисијата и кабинетот на подпредседателот и така натаму, или одредени невладени, него сите невладени и сите медиуми треба малку поревносно и посоодветно, а да не зборувам за политичарите и менаџерите кои што управуваат со средства. Она што јас морам да го кажам, што ме загрижува, кое што очекува дека ќе има одреден напредок во начинот на менеџирање со средствата на локално ниво. Сите последни извештаи кои што доаѓаат од извршената ревизија на локално ниво не задоволуваат. Имаме дадено негативни мислења и одредени конечни ревизорски извештаи заврши во јавното обвинителство, што укажува дека и на локално ниво имаме пренесување на несоодветно менеџирање со средствата на даночните обврзници. Благодарам многу за сега. Останувате на панелот за евентуални коментари или прашања. Снежана Камиловска-Трповска ве представив како координаторка на програмата Граѓаните против корупцијата, финансирана од USAID Северна Македонија. Ќе ве представам и во втор капацитет, бевте членка на Комисијата за селекција на кандидати за новиот состав на Државната комисија за спречување на корупцијата. Предпоставам ќе сакате да се осврнете и на тоа прашање или не? Сакате да го заборавите? Не сметам дека треба да го заборавиме тоа прашање, но целиот тој процес е уште еден доказ за тоа дека добро смислени процеси кои што имаат за цел да покажат транспарентност, непартиско избор на кандидати за одредени независни тела и покрај сите заложби од граѓански организации вклучени во процесот, кога има политичка волја нешто да се направи согласно потребите на политичките чинители, е лесно да се злоупотреби процесот. И сметам дека и самиот избор до сега не е нели финален, но процесот на селекција токму тоа и го покажува, што на жалост е некоја констатација од цела во ова до сега дискусија што ја можеме да ја слушнеме, што можевме да слушнеме, затоа што и од она што беше до сега дискусијата гледаме дека имаме различни перцепции од различни чинители во државата, но исходот на крај ист, немаме никакви позитивни примери за борбата со корупцијата. Апсолутно ја гледаме неказнивоста само во борбата против корупцијата, а не можеме да се пофалиме со ништо позитивно што е направено на тој сегмент. На почетокот амбасадорот Гриво во едното обраќање рече дека Европската унија ќе ги поддржи оние кои што ќе се заложат за борба против корупција, па заложбите валјда се и ветувања дека ќе се борат против корупцијата. Но јас сметам дека сите ќе се заложат за борба против корупција. Нема да постои политичка партија која што ќе каже дека нема да се бори против корупцијата, но на жалост мислам дека тие ветувања само остануваат празно слово на хартија. Од тоа што можеме да го гледаме, да го видиме, гледаме дека апсолутно ништо не сме се поместили, или како што кажа граѓанинот во негово воведно видео, таа нулта точка. А за тоа ни се примери неколку процеси кои што се случија во не толку дамнешно минато, кои што ни покажуваат дека не дека немаме капацитети, но едноставно дека сакаме некои работи да ги заобиколиме. Последното е ова, токму што го спомнавме, процесот на избор на Државната комисија за спречување на корупција.
Не толку одамна го имавме случајот со донесувањето на кривичниот законник, каде што знаеме како во рок од 24 часа се успеа да се донесе законот преку ног, да се потпише законот и да стапи на сила по само 8 дена од неговото видување дневна во јавноста. Понатаму го имаме законот за лобирање, кој што се донесе по новиот закон за лобирање, кој што се донесе само под призмата дека мораме да ја исполниме препораката на ГРЕКО за носење на нов закон за лобирање. Па еве и после година и пол, еве 2 години од негова имплементација, нека каже Државната комисија колку имаме регистрирано лобисти во државава, 0. А за сметка на тоа имавме изјава од премиерот каде што директно кажа дека му пришле во однос на коридорите на средба од компанијата за да му придат и да му дадат идеја за тоа како да се направи, да се реализира тоа прашање, што по самото нешто е лобирање согласно законот за лобирање. Поттука произлегува прашањето какво е значењето токму на овој закон, ако можеме така да го злоупотребиме процесот. Во моментов, значи имаме процес во кој што се носи предлог закон за конфискација на имот во граѓанска постапка. И покрај укажувањето дека прво треба да се регулира потеклото на имотот како такво, ние сега сме во процес кога го носиме за предлог носиме закон за конфискација на имот во граѓанска постапка, на кој што ние граѓанскиот сектор имавме првично забелешки за самиот процес на консултации во истиот, но секако и самиот текст треба да биде предмет на многу посеопсежна анализа и заеднички да го разгледаме целиот тој концепт, бидејќи да не се доведеме во две посебни ситуации. Едната е да се доведеме како со законот за лобирање да имаме празно слово на хартија, или пак од друга страна да имаме евентуален народски кажано лов на вештерки кој што може само да направи поголема штета него користи. А тоа е нешто најново, да кажеме, она што е најсвежо во нашето сеќавање. Но ако ги тргнеме завесите од оваа сала овдека и погледнеме од другата страна, ќе се вратиме назад и ќе се сетиме и на Скопје 2014 и ќе се сетиме на тоа какви беа ветувањата и заложбите дека парите ќе бидат вратени и дека ќе се лежи во затвор. Но на жалост вистината е сосема спротивна. И тука се враќаме на основната премиса дека додека ние зборуваме за превенција, додека институциите помеѓу себе си ја пренесуваат одговорноста на другите, а не на себе си, граѓанинот страда, ние страдаме како граѓани и се соочуваме со тоа зашто и самите граѓани го кажаа во воведното, дека менталитетот, апатијата, сето тоа доведува да има резистентност во борбата против корупцијата. Гледаме колкави се бројките во однос на тоа колкава е казнивоста, збориме за 0,014%, ако не се лажам, поправете ме доколку погрешив, на казнивост на случаи поврзани со корупција, наспроти 400.000 можни сторувања корупција. Така да, извинете, тоа само ми покажува на секој еден од нас, тука и надвор, дека слободно може да се сторува корупција, никој нема да биде казнен, дека наредниот ден пак од исток ќе изгрее сонцето и тоа е тоа што ќе не чека и секој ден истото ќе се снаоѓаме. Не се гледаат ветувањата само како ветувања, туку треба да се гледа на тоа што е навистина сторено. Ние не зборуваме за само неколку години назад, деценија назад, не гледаме никаков позитивен исход реално во борбата против корупцијата и не треба да бидат само меѓународните фактори оние кои што тоа ќе ни го посочат како извештајот на Европската унија или она што вчера се случи со црната листа од САД, туку треба самите ние веќе да реагираме и да решиме дека ова е нешто што е за нас лошо, а не дека некој друг да дојде од страната да не го посочува. Благодарам, Жане. Кратко ќе дадам збор Герман на вице-премиерката затоа што ќе оди на седница на влада, па вие сте наред. Само на брзина. Заради тоа што пак ќе кажам, да знаев дека ќе даваме извеште за работењето, поинаку ќе звучеше. Ние мислам дека најлошото што можеме да го направиме е да генерализираме. Дека се е лошо, се е катастрофа и така натаму. Ние почнавме заради генералната апатија и разочараност во општеството, за кое што сум свесна, прво како граѓанин,
Затоа почнавме кампања уште минатата година, која што нарековме "Зависи од мене и од тебе", насочена кон младите, за да зборуваме прво со младите за тоа што значи интегритет, зошто е толку важен да се има како вредносен систем и кои се рол моделите што младите ги имаат. Ние денеска сме општество кое што не се фокусира на позитивни примери. Прелесно е да се даде констатација дека нема позитивен пример, дека сите ако нема позитивни примери, тогаш мислам дека ние тука не би седеле. Затоа барем ќе се согласиме, така? И упорно заради тоа инсистирам на индивидуалната одговорност. Младите и жените се тие што ги носат позитивните промени и ова сакам пак уште еднаш тука да го кажам, и затоа што од сега треба да работиме со младите за вградување на вредносен систем, вистински вредности систем, кој што треба да го имаат уште од таа возраст, заради тоа што за 10 години тие ќе бидат тие што ќе бидат членови на влада, премиери, ќе водат јавни предпријатија, приватни фирми, и во приватни фирми треба да го имаат интегритетот како вредносен систем. И затоа апелирам најбрзо што може да се договориме кои се позитивните модели и примери кои што треба да ги имаме како општество и на сите да им дадеме поддршка. И политичари, и граѓански сектор, и останати институции, затоа што така се менува менталитетот, меѓу другото, што е процес за жал, не е тоа преку ноќ, и на таков начин се прават промените. Благодарам. Прво да не им фаќаат врски за оценки. Да не фаќаат врски за оценки, да. Еден од примерите беше тој. Ги прашав, кога знаете дека има притисок на професор, на кој што директорот и сите други вршат притисок на другарче ваше да се стави од 3-5, што очекувате од професорот? Сите викаат, очекуваме да не попушти. Добро, супер. А ако сте вие тоа дете, па тогаш да попушти. Двојните стандарди ни го рушат системот. Имаме многу за дискутирање, имаме многу и да споделиме за тоа што сме сработиле. Јас ми е жал што морам да одам и ќе го препуштам останатиот тек од дискусијата, ама важна седница на влада имаме која што и точки кои што стратегијата за транспарентност ја предлагам, па сакам да бидам таму. Благодарам многу, извинете што имаш. Добро, и благодариме на вице-премиерката што е подготвена сепак да учествува на вакви панели, да се изложува себе си и на критика и да одговара и на прашање и на критика. Продолжуваме со панелот. Герман, простете, но ете, таква беше до сега динамиката. Повелете со вашето излагање на темата дали ги исполнивме ветувањата во борбата против корупцијата. Инаку Герман е председател на Центарот за граѓански комуникации, претпоставам сите знаете, една од најактивните и највлијателни граѓански организации на планот на транспарентност на институциите и борбата против корупцијата. Повелете. Благодарам, Васко. Еве, добар ден и од мене. Викаат последен кој е, леле, што ќе кажам, се кажа, ама ја можам до утре да зборам, затоа што прво и да се осврнам на тоа што е кажано и тоа што јас планирав да го кажам, ама ќе бидам краток. Иако тие така што најавуваат обично се најдолги, ама нема да биде случајот. Што да се каже, што да се спреми на оваа тема на која што сите сме, да кажам, експерти. Бидејќи корупцијата не е кој бил на Марс, кој бил на Јупитер, сите ја осеќаме секој ден и решив да направам една презентација во која што на 3 дела поделив некои работи. Прво, земав сосема случајни наслови од медиуми. Не ги бирав намерно, ај се да видам за ова или за ова, не. Случајни. Потоа ставив намерни слики, бидејќи цело време велам дека корупцијата кај нас, за жал, е видлива, многу е видлива, и таа е околу нас. И на трето ниво ставив неколку наслови од медиуми кои што сме ги провоцирале ние со некои наши истражувања, за да одговорам на прашањето дали ги исполнивме ветувањата, иако одговорија сите. Меѓутоа, јас сакам еве да видите и да чуете тоа што повторно ќе кажам, медиумите и невладините го кажуваат.
Како од план за нова фонтана никна бетонско здање на најмалку 2 спрата. Со месеци нема лекови за болни од рак и од ретки болести, владата не одговара на писмата на пациентите, а еден лек приватно чини 2000 евра за месечна доза. Како автопатот Кичево-Охрид стана најскап во историјата на Македонија. Парите јавни, трошоците полутајни. Партиите немаат обврска за евиденција како точно ги трошат буџетските средства. Нема пари, чистењето на линданот од малата депонија во Охис се пролонгира. 100.000 евра. 23 милиони плаќаме за неискористени. 26, извинете. Тендерот пропадна, Битола ќе почека за пречистителна станица за отпадни води. Матна сделка ги остава гладни пациентите на клинички. Организацијските директори во здравството скапо не чинат. Ребаланс на буџетот 300 милиони наместо евра, наместо за капитални инвестиции одат за плати и пензии. Со истиот закон за јавни набавки, што важи за се што се купува во оваа земја со наши пари, купена и оваа храна за пациентите во една болница, а купени се и овие на 3 години на лизинг Пасати и Шкоди за 50 и нешто највисоки функционери во земјата. Не знам дали е Паризер, мислам и послаба и од Паризер, ама ајде, нека е Паризер. Младите нели ни биле важни, најважни сите ги кажа, од председателот до вице-премиерката. Ова е студентски дом Скопје, а десно се 2 набавки во истата година кога овој услов е сликан, значи за 6 вакви апарати за рециклирање на пластика, домот платил 133.000 евра и во истата година за една веб страна, обично отворете, ќе ја видите, не е тоа rocket science, 29.000 евра е платено, а еве ги младите кај што сакаме да ни останат и што ќе биле итни премиери. Само една веб страна, да. Ова е матична книга кај што се вадат документи, а десно видите еден многу убав сјаен под кај што може ке седеат ДКСК, ама сега седат некои други. Повторно студентски дом и повторно кабинет на директор на јавно предпријатие. 18 милиони евра платена зградата, уште не е вселена, нема да се всели ништо. Еве ги сега овие, веќе имам проблем, пошто е ситничко, не ќе можам да ги читам. Наместо за реставрирање болници, училишта, градинки, државата покривала долгови и кредити на железници и државни патишта. Ете така, тоа е од едно наше истражување. Понатаму вели вака. Активната транспарентност на министерствата стагнира, а општините со минимално подобрување. Не достигаат 340 пожарникари, возилата се во просек стари по 27 години, најстарото там е од 66 година. Секој трет тендер без конкуренција за јавни набавки со една фирма потрошени 400 милиони евра, ова е годишно, низ од зелени јавни набавки во земјава. Секоја втора фирма што учествува на тендерите вели дека има корупција. Во Скопје тест за корона 119 денари, во Прилеп 420 денари, со пари за заштита од ковид купени автомобил со кожен волан. И ова е последната слика, што е лајт мотив. Ние утре имаме една регионална конференција за спречување на корупцијата, во која што ги промовираме резултатите од еден паралелен мониторинг на јавни набавки во сите земји од Западен Балкан. И ова ни е лајт мотивот и сакав да биде и завршница на оваа презентација. Еве на младите иднината колку известни, инаку за овој тротоар има во рок од 6 месеци 2 тендера, вкупно 130.000 евра чинело, само за овој тротоар да се направи, па еве повелете како е направен и како иднината нова дете е вака многу перспективна. Сакам да кажам, многу се согласувам со вице-премиерката кога рече дека одговорноста треба да се индивидуализира. За секоја од овие одлуки, за секој од овие тендери, за секој од овие решенја донесени стои некој подпис, некој човек.
Барем транспарентноста тоа ни го возможува. Знаеме кој го распишал тендерот, кој ја донел одлуката вместо ова да никне ова, наместо да никне до 2 спрата зошто никнала 10 катница и така натаму. За све ревизорите уште подобро знаат дека за све, за секој документ има човек лице. Значи кај нас не е проблем дека веќе одговорноста не може да се персонализира. Може на дневно ниво. Од друга страна, мислам дека тоа што најмногу недостига е политичката волја. Затоа што јазот во моментов никогаш тврдам и бројките денеска, каде не го гледам тука негде цикле што ги прочита, само на 3 бројки што многу кажуваат да ви обрнам внимание. 63% од луѓето велат дека најголем проблем е корупцијата. Ја препознаваат. Прв услов да се реши. 63% велат дека не прифаќаат корупција и 61% веруваат во борбата против корупција. Значи 60 ни е тој магична бројка и мислам дека општеството никогаш не било позрело за борба против корупцијата. Сега е најбитниот момент, меѓутоа да се посетиме на мотото на Меѓународниот ден за борба против корупцијата. Годинава е United Against Corruption. Значи мора сите да се обединиме во таа борба против корупцијата. Сега за личната одговорност. Знаете ли колку мерки во стратегијата, бидејќи некој спомна ни треба roadmap. Roadmapот е tego националната стратегија за борба против корупцијата. Знаете колку таму мерки зависат од само една одлука на владата? Не треба пари, не треба луѓе. Една одлука на владата за да се исполнат мерките. Знаете колку закони чекаат во парламентот што се предвидени во стратегијата да се донесат и не се носат и стојат. Знаете дека со години веќе најниската цена не е критериум според Законот за јавни набавки за избор на најдобра понуда, туку е исплатливоста. Слушате секој ден министер која вели моравме таа фирма да ја одбереме бидејќи понуди најниска цена, а мораме најниска цена. Тоа ништо не е точно. Затоа што како да кажам, повторно од секој нас зависи и повторно одговорноста ми е жал што ја лоцираме, меѓутоа фрустрацијата и наша раста. Овде ги гледам истите луѓе, да кажам 15 на 20 некои поише години. Значи, мало е ова јадро за борба против корупцијата. Затоа мора сите да се обединиме. Затоа Васко на почетокот која кажа не е се судството и обвинителството. Па што правиме да не дојде до судството и обвинителството? Еве, судството и обвинителството да, не ги бива. Меѓутоа, што правиме? Прво да спречиме, а потоа да видиме понатаму ако се открие, па да оди понатаму. Секоја институција треба да изработи стратегија за ризици од корупција. И тоа го знаете. Сте прочитале некоја таква стратегија да видите колку е тоа формално, колку е тоа нефункционално, колку се тие неприменливи. Значи имаме патоказ, знаеме што треба да направиме, меѓутоа убеден сум дека главниот проблем е непостоењето на политичка волја. Со цврста политичка волја, кога кој да се појави овде од влада, од министри, кога знаеме дека се нетолерантни на корупција, надоле и ќе оди, да кажам, полесно таа борба и би сакал на крај да завршам со поентата на Максим, корупцијата се пренесува. Ако таа најгоре постои, општините биле, извештаите им се негативни. Па тоа кај нас е секогаш, да кажам така. А ако горе имаме нулта толеранција, што често се спомнува, нема никој подолу, да кажам, по ниско ниво да се осмели да го направи тоа. Толку имам. Да, градоначелник е една од највносните функции, за жал. Председателката на ДКСК кратко, 7-8 минути имаме за прашања, коментари. Прво овде, дали микрофон имаме? Еве овде ве молам на првата маса. Повелете, Ивановска. Сакам и во оваа прилика да го цитирам, за жал покојниот Горан Лазаревски, кој што работеше во УСЕИТ и имавме добра соработка преку проектите, и во една прилика кажа: лекот ќе делува кога пациентот ќе одлучи да го прими.
се знаеме, што вика Герман, се знаеме, се е лоцирано, се е кажано како треба да се направи понатаму, ама пациентот не сака да го прими лекот. И што би рекла една баба која се сменила власта, што мислиш бабо, како е сега, подобро ли е? Вика, конјот е ист, пајтонот е ист, само пајтонџијата се смени. Така да, тоа е. Благодарам, повелете. Стефче Дечев, Фондација Импактнет. Би се вратил малце поназад, 2004 година направивме децентрализација, нели? Власта од национално ниво се пренесе на локално, но се случи еден процес кај што власта од граѓаните премина во рацете на политичките партии затоа што го сменивме политичкиот начин на гласање, нели стана пропорционален моделот на гласање. И затоа би ги поврзал работите колкава мислите дека е зрелоста на членовите на политичките партии, бидејќи кај нас процесите од кога имаме, сметам, пропорционален начин на гласање, се во рацете на политичките лидери пред се и политичките партии. Колкава сметате дека е зрелоста пред се на членовите на политичките партии или на лидерите да се спротивстават на корупцијата, дури и кога ќе откријат дека нивниот лидер е корумпиран во некој случај, како што ги имаме и многу, или за мир во партијата за да се одржува власта, се преќути, и какви се механизмите, нели, сето тоа да се спротивстават членовите на политичката партија, кои се функционални методи ги имаме да се спречи тоа, затоа што сите процеси кај нас пред се водени од политичките лидери или политичките партии. Например, според говорите што ги слушнавме, наоѓам дека немаме многу позитивни импликации и како нештата да ги менуваме или да веруваме дека степенот на корупција ќе се менува, кога, нели, одговорноста сакаме да се насочи кон одредени поединци, но сепак водењето на процесите пред се колективна, затоа што таков е и системот на одлучување, системот на гласање, и така ги бираме ние, нели, државните представници. Кого е упатен? Беше до вице-премиерката, ама сега нема наоѓа начин да одговори. Сака некој нешто да коментира од панелистите? Или ја можам секојаш да коментирам затоа што прво, која е зрелоста наша како граѓани, што гласаме кандидати кои што знаеме дека се корумпирани и за кои што имало и докази и процеси и победуваат на избори гласани од нас. Значи, политичките партии секогаш мислам дека не се воопшто поразлични или подалеку од просечното ниво на нас, граѓаните. Од каде доаѓаат тие луѓе во политичките партии? Од нас, од луѓето што живееме во оваа земја. Значи, тие од тука доаѓаат, а ние уште им даваме и крила што гласањето дека се супер, вели добив мандат од граѓаните, граѓаните мислат дека јас не сум корумпиран. Тоа што судот или други рекле дека си корумпиран, не е битно, граѓаните рекле дека не е корумпиран. Значи, пак ќе кажам, кога ќе се среди општо во општеството, мислам дека и политичките партии ќе бидат подобри. Инаку, сум го рекол тоа многу пати, не очекувам ни една наредна власт да е подобра од претходната. И тоа ми се покажало до сега, така што евен демантирајте ме или може да зборам од аспект на, знаете како, првата година сите се власти добри. Кој ќе добијат власта. Па ајде закони ќе пишуваме, па ајде ДКСК, па ајде ДЗР, па ајде не знам што. Како се 5, 6, 7 години на власт, веќе значи се затвора тој круг, тие стануваат значи позатворени, покорумпирани и за тоа мислам дека тие ограничувања на мандати треба да секојаш мене мисле за вакви општества како нашите еден од лековите за борба против корупција. 1 до 2 мандати и крај. Тоа се покажа бидејќи долгото стоење на некој на власт се покажа негативно. Благодарам, Герман. Главниот државен ревизор, повелете. Видете, нема да зборувам за политичари. Политичарите се мал број во општеството. Граѓаните се поголемиот број во нашата држава. Во суштина представува проблем интегритетот на поединецот. Без разлика поединецот и да биде политичар. И ако некој му наложува да действува корумптивно, ако тој има свој интегритет и отпорност кон корупција, нема да постапува. Меѓутоа, ние имаме еден обратен процес. Кога зборуваме за корупцијата, не сме никогаш да зборуваме само за корупцијата во јавниот сектор.
Треба да зборуваме и за корупцијата во приватниот сектор. Ние имаме континуиран притисок од приватниот сектор врз јавниот сектор да биде корумпиран. Ќе ви кажам пример лично од Државниот завод за ревизија. Научено од тоа дека секаде може да помине се. Ни испорува производ во кој што не одговара на квалитетивните карактеристики. 10 писма му праќаш дека тоа не одговара на квалитетивните карактеристики што го испорачал, дека мора да дојде да ги отстрани квалитетивните карактеристики или да се ги повлече производите. Одеднаш добиваш после 3 месеца предлог за извршување за време на празник на нотар. И сега водиш постапка и те убедува повлече ја тужбата за да не ги добие. Значи мора отворено да зборуваме. Не е само јавниот сектор. Веќе имаме зголемен притисок од приватниот сектор во кој што прават енормен притисок на јавниот сектор да биде корумпиран. Сите одредени, се согласувам со сите што зборуваме во делот на делување на договорите за јавни набавки. Но имаме континуиран притисок од приватниот сектор во кој што прифаќајќи ги одредбите на одредени барања во техничката спецификација и мислејќи дека ќе направат манипулација во изработката на квалитетниот производ, сакаат да добијат по секоја цена одреден договор за јавна набавка. Тоа мора да се смени. Тоа мора силно да го кажеме, дека не може. Му се јавуваш на вториот понудувач, а не првиот ни пренесе дека вие сте биле строги во квалитетот на испораката на производи, не сакаме. Му се јавуваш на третиот понудувач и тој не сака. А немаш никакви законски остав да го ставиш на црна листа дека тој веќе повеќе не може да се појави во јавниот сектор. Ме разбирате? И сега ние, како совесен субјект од јавниот сектор, мора да плаќаш адвокати да те брани, за да од некого се одбрани за нешто што тој не сакал да го направи така како што е побаран. И мислам дека мајнсетот на размислување на граѓаните, она што е клучно и преска на самиот почеток зборувавме. Крајната инстанција е репресијата. Но ние треба да се запрашаме што направивме се додека да дојдеме до репресијата. Благодарам. Благодарам многу Миша Поповиќ и мислам дека полека ќе го заокружуваме панелот, затоа што да, гледам повеќе кренати раце, ама ручек треба да се служи, да не се олади храната. Не, и потоа има и други сесии, така што повелете. Благодарам. Идејата ми беше малку да позборувам околу менталитетот, меѓутоа проблемот на менталитет, пошто така ја одложуваме борбата против корупција 50 години, затоа што промената на вредностите секогаш е долга. Меѓутоа, само да укажам на еден податок кој што на претходната сесија беше кажан. Од прилика 500.000 граѓани минатата година им било побарано нешто. 400.000 дале. 100.000 рекле не. Тоа значи дека има потенцијал, има барем 100.000 храбри луѓе кои што кажале не во држава. Тоа не е мала бројка и тоа е некаква можност да се почне со нешто. Од друга страна се согласувам дека политичката волја е клучна, меѓутоа што да правиме во меѓувреме? Се кажа дека секоја одлука има име и презиме некој што ја донел. Ајде да ги гониме нив. Да направиме да административците што не сакаат да кажат не, што учествуваат во процесот, да мора да кажуваат не, за да не завршат во затвор, бидејќи големите зверки за сега не можат да идат во затвор, нема да идат. Да им стане многу потешко на политичарите да најдат соизвршители во корупцијата. Да они мора да подпишуваат, они да мора да тераат целосно од АДШ да ја навлечат на себе целата одговорност за кривичното дело во оној момент кога ќе се случи. Бидејќи само на тој начин можеме да ги активираме внатрешните контроли, кои што се всушност клучниот масовен неуспех, заради кој што гледаме дека има 500.000 притисоци, има 400.000, зборувам само за административна корупција, 400.000 инциденти минатата година, а не можеме да очекуваме ниту од ДКСК, ниту од ДЗР, ниту од кабинетот
па дури ниту и од јавното обвинителство дека ќе ги најде сите 400.000 и дека ќе ги гони. Не е задоволително дека е 0% ефикасност, меѓутоа не можеме да очекуваме значително различни исходи, се додека системот на внатрешна контрола не функционира, а тоа е да почнат да идат во затвор и административците кои што не можат да кажат не, бидејќи политичката волја нема сега да се смени. Фала. Благодарам многу. Тука го заокружувам овој панел и благодарам многу на учесниците. Мислам дека беше интересен, Жане, не? Ве поканувам на ручек, а од 14 часот форумот продолжува со паралелни настани. Овде на QR кодот ја имате агендата, слободно може да ја погледнете. Благодарам многу.